Новоименуваните вонредни ополномоштени амбасадори Илина Мангова за Велика Британија, Стојан Чекитановски за Австралија и Линда Салиовска и Љазовска за Холандија. Денеска го поминаа собранискиот филтер и се поблиску до нивно превземање на дипломатската мисија на која ги испрати владата. Мангова станува амбасадор во време на политички турбуленции во Обединетото кралство со оставката на Стармер и преземањето на премиерската функција од Брна, но и во засилени дипломатски односи со Македонија преку стратешкото партнерство и 6 милиарди евра помош за инфраструктурни проекти. Како амбасада ќе бидеме активен промотор на Северна Македонија како инвестициска и извозна дестинација. Ќе работиме на поддршка на овозможување на бизнис контакти, ќе работам на создавање услови за олеснување на визниот режим, а следејќи ги примерите за укинување на роуминг во Западен Балкан и актуелниот процес на укинување на роуминг во ЕУ, ќе иницираме, ќе промовирам идејата за укинување на роуминг со Обединетото кралство како единствена земја од Берлинскиот процес во кој што ова прашање не е адресирано. Холандија пак, иако важи за поддржувач на ЕУ проширувањето, критички настапува кон внатрешните реформски процеси, вели Салиовска. Таа е принципиелен, предвидлив и кредибилен поддржувач на европската перспектива. Холандија често настапува критички во однос на реформските процеси, а особено е тесно поврзана со конкретниот напредок во реформите и резултатите во владењето на правото. Во идниот период, клучен приоритет ќе биде одржувањето на континуирана политичка комуникација со владата и другите релевантни институции со цел директно запознавање со напредокот на реформската агенда, а во насока кон натамошно јакнење на поддршката за европската интеграција. Амбасадорот во Австралија ќе се концентрира на македонската диаспора, која таму брои речиси 200.000 македонци. Континуирано одржување на структурирани канали на комуникација со клучни представници на македонската заедница, промоција на програми за втора и трета генерација македонци, поттикнување на учество на диаспората во инвестициските активности, како и трансфер на знаење кон земјава, трансформирање на односот амбасада-диаспора од символични ангажмани кон партнерски однос насочен кон конкретна институционална и економска соработка. Мангова доаѓа од граѓанското општество како дел од раководството на ИРИ институтот во Македонија, додека пак Салиовска и Китановски се дел од професионалниот тим на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Катерина Нешкова, Сител телевизија.